Американците направија навистина се да ни го згадат фудбалот на ова светско првенство. Може би тоа беше агенда, план однапред. Од оние правила што ги воведе ФИФА, оние преку 20 и кусур варови кои што се поништија, исто толку голови. 90% од поништените голови одеа на репрезентации кои што имаат помало влијание, помалку влијателни се во ФИФА или не се толку респектирани како некои други останати, во чие што име, во чие што корист се судеат тие варови. Од оние притисоци политички од страна на Трамп и оној преседан невиден во историјата на светскиот фудбал, кога беше поништен благодарение на политичко, најверојатно и корумпиран договор помеѓу Трамп и председателот на ФИФА Инфантино, кој беше поништен црвениот картон на американскиот репрезентативец, што е стварно без преседан и беше навистина срамно тоа да се доживее и да се гледа, да се биде сведок на еден таков настан, без разлика се што наводно Европска унија ќе го истражува тој случај шие му га џура, дали имало корупција, овакво, тоа е, знаеме како тоа ќе заврши. До сите оние политички одлуки кои што беа носени од страна на американската организаторите нели во Америка, американците, она малтретирање на иранските спортисти, недозволување да престојуваат повеќе од не знам колку часа на американско тло, иако на американско тло ги играат преварите, не смеа да престојуваат да преспијат во Америка, спија во Мексико, па се малтретираа со авиони и така натаму, до да завршам со тоа што се обидуваат од фудбалот да направат побел спорт од тенисот. Значи имате вие карти на Вимблдон од 300 фунти до, не знам, нагоре до, поима немам, до 5000, 6000 фунти, но најниската е 300 фунти. И имате дека американското, тоест финалето на светското првенство во Америка, картата ќе чини од 16 до 30.000 долари. Од тука она доаѓа која ви го кажав дека навистина прават се да ни го згадат фудбалот на сите, од најважната споредна работа на светот, од играта на сиромашните, играта на понижените, играта на маргинализираните, преку која што себе се гледа дека може да избегаат од таа сиромаштија во која што се наоѓаат, или барем да заборават на проблемите што им ги наметнува сиромаштијата, гледајќи ја како својата репрезентација или својот клуб победува или освојува титули. Стигнавме до тоа да сиромашните повеќе не ни може да отидат да гледаат едно светско првенство, ниту па да присуствуваат дури на една утакмица. Токму од тие причини и јас прво светско првенство да не гледам повеќе од пола од утакмиците, мислам, не ги ни гледав. Но тие најважните што ќе останат у некоја меморија од ова светско првенство, сепак ги гледав. На некој начин ги гледав и двете полуфиналиња. И јас конкретно за Аргентина на одредено светско првенство никогаш не сум навивал. Може би само на светското во Мексико, 86-та, кога баш онаа година, кога во четвртфиналето Аргентина ја елиминираше Англија со оној гол Божјата рака на Марадона и со неговата соло акција, кога ја помина буквално целата одбрана, ја измеша на англичаните и на крај го измеша и Шилтон и го начука. Друго светско првенство не знам дали сум навел за Аргентина, но на ова исто не ми беа допадливи. Напротив, ме нервира и нивната дрскост, безобразност, грубијанство, но исто така свати во полуфиналето дека тоа е еден од нивните најголеми квалитети. На тој начин толку го знаат фудбалот, толку се изврзирани што знаат, имаат начин како и да му влезат во глава на противникот, како да го деморализираат, демотивираат. Затоа им се простуваат на некој начин тие грубијанства, тие селјачкото на изглед однесување на терен, но
но не е важно. Што сакам да кажам друго? Ако за нешто Аргентина заслужи да ја победи Англија и да влезе во финале, тоа се две работи. Помалку важната дека влегувањето во финале, уствари тоа и поважна, уствари помалку важна дека влегувањето во финале значи за нив и одбрана на титулата, можно за одбрана на титулата, што е најтешката работа во спортот кога еден шампион е доведен во ситуација да ја одбрани титулата. Одбранувањето на титула не е воопшто лесна работа и фактички таквите одбрани на титули го прават шампионот да биде бесмртен. Оти некој може да освои еднаш титул и повеќе никој не, но ако ја потврдиш 2 години поред, тоа влегуваш во клубот на бесмртните, ако ме разбирате што сакам да кажам. И нормално тука влегува и тоа дека еден Меси, кој што никогаш не сум го сакал нешто како играч, мислам, далеку од тоа дека не сум гледал дека има вонсериска вредност, но да кажеме, ми било онака. Секојаш сум мислел дека ќе биде некој кој што секојаш ќе биде во сенката на Марадона, а излезе дека единствената разлика помеѓу него и Марадона е харизмата на Марадона, што беше навистина маѓепсувачка на некој начин. Но Меси со овој меч со Англија навистина и со тоа што го освои минатото светско првенство во Катар, но со овој меч покажа дека е тоа навистина еден феномен на светскиот фудбал. Ти на онаков степен висок да одиграш утакмица против Англија, да им ја скриеш топката, да бидеш најдобар на теренот, според мене, убедливо најдобар, е нешто навистина за секаков респект. Така што и го освои моето срце на крајот на кариерата, те можам да кажам и Меси на таков начин, да не звучам претенциозно, пошто не сум ја никој ништо, но на некој начин ме придоби мене со онаа игра што ја покажа со Англија. Втората најважна работа, зошто е важно што стигна Аргентина во финалето и зошто јас навивав, баш се ставив на страната на Аргентина со Англија, се исто така две работи. Првата работа е што на некој начин сметам дека Аргентина со својата игра, со своето залагање, со својот пристап кон репрезентацијата, кон самата игра, со својата амбиција да ја одбрана титулата, фактички јас мислам дека на некој начин го спасуваат светскиот фудбал и го спасуваат светскиот репрезентативен фудбал од се она што се случува. За среќа тоа покажува и дека една друга работа, дека сепак во репрезентативниот фудбал парите, милиардите не значат ништо. Нека ви текне на она само радување на Меси после елиминацијата на Англија, кога клечеше доли и кога правеше вака, загледа негде доле во тревата. Тоа го правеше со таква страст. Јас, верувам дека во тој момент најмалце на што мислеше тоа се милиардите кои што и имотите кои што ги поседува. Едноставно има нешто што се нарекува генетски код, менталитет, кој што во овој случај се покажа одлучувачки, ако се земе во предвид не само пристапот, не само љубовта на аргентинскиот народ кон фудбалот, туку и нивниот, не само тоа што фудбалот е нивна национална гордост, не само што фудбалот за нив представува на некој начин и замена за било кој воен фронт што го изгубиле у последниве 100 години или 200 години, 300 години, воен фронт, замена за воен фронт на кој што го враќаат долгот кон оние кои што некогаш успеале да ги победат на военото поле. Не само заради тоа, туку и заради тоа што уште еднаш покажа дека за овие 22 мундијали, еве овој ќе биде овој е 23-ти мундијал, ниту еднаш селектор, странец што предводел една селекција кој што бил од страна, не успеал да освои светско првенство, и тоа е уште еден показател дека една од најважните работи во репрезентативниот фудбал не се парите, не се статусите што ги имаш ти во клубскиот фудбал или во светскиот фудбал како играч, туку нешто сосема друго, а тоа се нарекува генетски код или генетски запис, идентитет. Нормално ова не кем да звучи расистички или било како, но ме разбирате што сакам да кажам.
Англија 3 пати имаше странски селектор, вклучувајќи го и 3 пати успеа да ги скрши забите, 2 пати од четвртфиналето, сега во полуфиналето. И навистина не знам дали некогаш повторно ќе им успее да станат светски шампиони, како што тоа им успеа 66-та, кога беа и домаќини на тоа светско првенство и нормално. Па беа други формати, друг фудбал на некој начин беше тоа. Не е ни важно. Во целата оваа работа сакам да кажам, втората работа која што сакав Аргентина да победи, она нивна како да кажам, она нивни национален тригер, она нивно чувство дека воениот фронт што некогаш го загубиле, или битката што некогаш ќе загубиле во некоја војна, или ја загубиле војната, колку дрско, колку ја пренесуваат на фудбалскиот терен. И навистина англичаните онакви какви што се, значи беа тотално немоќни. Нема тука, ја мислам сега нешто, нивниот селектор ги вратил назад пред време. Да, тоа има врска. Се повлекол пред време, играл на свој гол, сменил 5 играчи од брамбени стайл, ги извадил најдобрите нападјачки што ги имал во моментот, не ги ставил најдобрите нападјачи што му се на клупа, Саха, Маха. Значи, небитно е тоа, битно е дека со така мотивирана, национално мотивирана репрезентација ти не можеш да играш. Они беа спремни да загинат на терен, они беа спремни уште еднаш, по кој знае кој пат, да им наплатат мило за драго на англичаните за поразот што доживеа во војната за Фокландските острови, или како што аргентинците ги викаат Малвински острови. Болката од таа војна што ја доживеа Аргентина, раната што се отвори после таа војна што ја загуби Аргентина од британците, кога целиот свет застана во одбрана на британците и беа страшни санкции наметнати за увоз на оружје на Аргентина и за други работи, така што аргентинците беа приморани да ја предадат војната, тоест да бидат поразени. Мислам дека таа рана отворена, која што за на секој аргентинец го смета тоа за голем срам, успева да им ја наплатат неколку кратно на англичаните на фудбалскиот терен, и навистина тоа уште еднаш покажува дека една национално мотивирана репрезентација, за која што нивната татковина е се, за време на мечовите, надпреварите на репрезентацијата, каде што веќе нивните пари што ги заработуваат во клубовите, нивните статуси, нивните вили, нивните скапоцени автомобили што ги возат не значат повеќе ништо. Туку татковината им е на прво место. Значи за нив повеќе нема вредност се она што го поседуваат, освен што им е Аргентина, и само Аргентина како татковина во преден план. Едноставно со така мотивирана репрезентација ти не можеш да ја победиш. Тоа ги снајде англичаните во суштина пред 2 дена кога беше полуфиналето, и ја мислам уште 2 полувремиња да се играше надпреварот. После водството на Англија од 1-0, дека англичаните немаше да дадат гол, а ќе примеа може уште 10. И тука пак се навраќаме на споредба, симнување, компарација со она што се случува кај нас. Гледате, ја не икам да правам некои анализи на утакмиците, пошто ја не сум аналитичар, нали, овакво. Јеби га, јас сум си го доживувам фудбалот на свој начин, оваква, али не сум воопшто не би се дрзнал да анализирам фудбалска утакмица. Па затоа се држам до некои други ствари. Ако направам некоја паралела, некоја компарација, само секунда.
нешто имав на шпоред стајано, па да не ми отиде, викам, заебирав. И сега да повлечеме некоја паралела. Имате еден македонски фудбал, една македонска репрезентација, која што пола од играчите не си ја знаат химната на државата, тоест не сакаат да научат, не сакаат ни да ја пеат, и сакате со таква репрезентација од таква репрезентација да извлечете мотив утре да даде се од себе против друга репрезентација на друга држава, така што Македонија несогласувањата со таа држава што ги имели било што, да ги префрили на теренот и го наплати долгот. Нема шанси едноставно. Кога го немаш тој генетски запис, џабе е се. Кога го немаш тој менталитет, кога сите подеднакво не ја посакуваат победата, или пак дел од нив ја посакуваат победата заради татковината, поради државата, за својот народ, а дел од нив ја посакуваат победата само во смисла на тоа да бидат забележани, за да можат следната година да подпишат некој поскап договор со некој си европски или клуб надвор од Европа. И навистина тука не можете веќе ништо да споредувате во тој која се работи за оваа работа. Тоа го доживеа и други репрезентации, многу по-големи и по-познати од нашата, кога ти ќе го извалкаш тој генетски запис, кога ќе го на некој начин, кога ќе го компрометираш менталитетот што бил одлика на таа репрезентација со децении, ти повеќе немаш таа репрезентација. Па ти ако сакаш, има играчи кои што чинат и 100 милиарди и 100 милиони годишно, или за 4 години, 100 милиони годишно е, да кажем. Има, ако сакаш, 10 такви играчи. Ама ако го немаат менталитетот, ако не се пример германци, холандјани, ако не се французи, зборам со генерации назад, не зборам јас ова. Значи, едноставно го немаат барем и ова светско покажа на што го игра Аргентина, колку е важно тој менталитет, таа желба за payback, за одмазда, за враќање, која се работи за репрезентација на држава со која што имале проблем или во минатото им предизвикувала проблем, сакала да ги омаловажи, да ги окупира, како што тоа англичаните го правеле у неколку наврати, и кога шпанците биле во Буенос Ајрес, англичаните 2 пати се обидуваа да го окупираат Буенос Ајрес. И после 1900 година, кога Аргентина станува економски многу моćна држава, англичаните се обидуваат пак со разни курназлаци да го пореметат тој нивни економски раст и успеваат во тоа. Тогаш во националната свест Хуан Перон го врежува Фокландските или Малвинските острови, ги врежува во свеста на аргентинците дека се тоа аргентински и дека англичаните нема тука што да бараат, дека тоа не може да биде колонија англиска на неколку, не знам, стотини или десетици мили наутички од копното на Аргентина. Така што, навистина треба да размислиме во иднина, апропо некои работи што ни се случуваат нон-стоп, а тоа е дека нашата федерација фудбалска треба да пресече или сите ќе пеат химната, не е тоа веќе неважно, гледаме колку е важно, се уверуваме со очи колку е важно, или ќе пеат сите химната, или оној кој што ќе одбие да пее химната, да биде отстранен од репрезентацијата, да не се користи репрезентацијата само како лансерна рампа за нивните понатамошни трансфери и пари што ќе ги земат и да немаат никаков друг мотив освен идните трансфери со други клубови и парите што треба да ги земат додека играат за репрезентацијата. Значи, освен тој мотив да немаат никаков друг. Значи, такви играчи не може да бидат дел од државна
селекција на една земја во некој одреден спорт. Тоа е моето мислење, вие како сакате, интерпретирате го. Баш ми е гајлен ново сенка и на што се случува секојдневно кај нас и последниот скандал со министерот Оджа за култура, што ние навистина више ни е преку глава да гледаме, да бидеме сведоци на такви провокации. На тој Оджата треба да му се објасни дека има у Македонија луѓе што ги разбираат одредени работи и што имаат можеби малце поише прочитано од него. И баш заради тоа веќе ме преку глава да одмолчуваат на ваквите бизарни, примитивни начини на наметнување на етничкото во една држава која што треба да биде на сите граѓани на Македонија, а особено што еден таков чин е наменет за да се понижи државотворениот народ на Македонија, да се понижат македонците, да се понижи државата исто така во очите пред светот и да се покаже уште еднаш дека пред очите на светот дека се работи за еден башибозук, не за држава, за една либанизирана поточно држава која што секоја етничка група може да се прави што сака и да наметнува своја волја, политичка волја на мнозинството, колку и да се во малцинство. Тоа мора нашите на власт, ВМРО ДПМН, да го знаат, да бидат свесни и веднаш најбрутално да го пресечат со санкции, со закони, со казни. Едноставно, веќе ни е преку глава да се осеќаме како македонски народ во сопствената држава како странци, да замижуваме додека проаѓаме покрај сите оние обележја на агресорите на Македонија 2001, споменици нивни, знамиња нивни, додека патуваме за Охрид, кон Куманово или било каде, треба тоа да се регулира, каде може, каде смее, каде не смее. Не сум против тоа да си имаат етнички обележја, знамиња и така натаму, но треба да се знае коме јебе матери, зашто конечно држава, затоа што не сме ние должни повеќе да молчиме тие провокации. Политичарите треба вака гласно да им се каже мој па преку мој. Значи, ако се коалициони партнери, ако мора да се игра со нив за да се обезбеди власта, не морам јас да клекнувам пред нивната политичка волја, пред нивните политички барења, амбиции, фантазми, националистички, шовинистички, колку да имам мир во коалицијата и колку да се обезбеди. Навистина не мора. Ниту ќе падне власта ако им се каже на таквите доста е. Крај, тука заврши муаветот. Или ќе се поднесувате како што секој се однесува и треба да ги почитува законите у државава, или нема со вас што понатаму да се разговара. Па бидете колку сакате коалициони партнери. Како сте влегли у коалиција, така ќе излезете од коалиција. А како понатаму ќе тераме, за тоа потоа. Затоа, како почнав од фудбал, каде отидов, но има некоја линија, некоја поврзаност, нема врска. Затоа, уште еднаш, си давам за право, непретенциозно, најнормално, да побарам од нашата власт и од министрот за култура, новиот, веднаш уште денес да си поднесе оставка и да го напушти тоа место, и на негово место да дојде некој што тоа Министерство за култура ќе го искористи како алатка на вистина да ја промовира достоинствено македонското наследство и македонската култура секаде во светот, а не да ни се случува ова што ни се случува на неговото прво појавување или се не знам дали е прво, ама да кажем меѓу првите, може прво му е појавување во јавноста со овој австрискиот амбасадор, уште со странски амбасадор, мислам. И го видовме оно што го видовме. Значи не е за ебанција воопшто работата. Јас да сум
премиер, јас уште денеска, уште са бајле ќе му побарав да си ја напише оставката и да си ја подпише. Нека остане влен, Министерството на влен, ако толку го сакаат и ако му е ветено, ама треба да им се каже јасно, од сега па надали у будуќе, секој што ќе дојде, има да ги почитува законите, протоколите, процедурите. И треба да заборави на тие примитивни, племенски начини на провокации, етнички мотивирани, со кои што само се креваат тензии во едно општество, никој никогаш ништо добро не видел од нив. Но, јебиле се, знаеме сите каква е нивната агенда, дали се викале влен, млен, злен или клен, исти кураце, агендата е горе-доле иста, пакувањата се различни. Токму затоа и ние треба како држава да воспоставиме ред и поредок и да си ги знаат сите чергичето до кајме. Ако сакаат нешто поекстремно, нека се обидат да го направат нормално, ама се додека е нешто во рамките на законот, има да го почитуваат. А ако мислат нешто поише, нека го направат, ама тогаш веќе излегуваат од секакви рамки и тогаш другачи се решаваат работите. Аз се надевам дека ниједен не е доволно будала после на 2001 да направи пак таква една грешка и да доведе пак Македонија во една таква ризична позиција во ова време невреме, кога целиот свет може да се запали преку ноќ, што се вика. Толку. Ајде, чао.